Почитувани пратеници, членове на парламентарното събрание на ОКСЕ, почитувани представници на дипломатскиот хор, дами и господа. Проблематиката на миграцијата, особено сега во актуелниот глобален политички контекст, е незаобиколен фактор кој очигледно мора да биде вкалкулиран во она што значи меѓународна соработка и действување. С оглед на димензиите, но и тенденциите на постоечните миграцијски движења, ОПСЕ со право во рамки на формулираната тема за јакнување на мерките за градење доверба и добро владење во регионот, ја детерминираше имиграцијата како еден од приоритетите во градењето на квалитетна и ефикасна меѓудржавна соработка, но и во градењето и хармонизирањето на стандарди, вредности и норми кои ќе го подобрат доброто владење, развојот на демократските институции и човековите права. Сите ние од европскиот континент, особено во текот на минатата година, бевме сведоци на сериозноста, тежината и заканите што произлегуваат од масовниот и по обем и по трајање миграцијски бран од Блискиот Исток. Таа состојба јасно ни стави до знаење дека ни е нужна меѓусебна соработка. Не само во насока на зајакнување на довербата, туку и во насока на интензивирање на заедничкиот координиран пристап во справувањето со миграцијата. Република Македонија, како држава која беше изложена на најфреквентната рута од тоа миграцијско движење, јасно и практично ја декларираше својата решителност за заеднички пристап и решавање на проблемите, особено што предвидувањата не ја исклучуваат можноста од појава на нов и можеби уште помасовен миграцијски бран. Во текот на минатата година низ територијата на Република Македонија транзит оствариле безмалку 700.000 мигранти, од кои повеќето се од најзагрозените туристични подрачја – Сирија и Ирак, но и мигранти од Средниот Исток и Северна Африка. До средината на февруари годинава оваа бројка нарасна за уште околу 80.000 мигранти. Оваа состојба налагаше динамични промени и решенија, особено во нормативната сфера, но и на оперативно равниште, особено од аспект на институциите кои што беа најдиректно инволвирани во справувањето со проблемот со мигранти. Тука се разбира предничи Министерството за внатрешни работи, кој беше иницијатор на низа законски измени кои ја третираат областа на миграциите. Беа донесени измени и дополнувања во Законот за странци, пред се во делот на забрзување на управните постапки, и измени и дополнувања на Законот за азил, кои беа од суштинско значење за ускладување на домашните норми со оние на земјите од Европската унија. При тоа, со наведените измени во Законот за азил им се овозможи на мигрантите легално да транзитираат низ државата и да искажат намера за поднесување на барање за признавање на право на азил, како посебен процедурален институт од формалното барање за признавање азил. Министерството за внатрешни работи преку формирањето на сектор за азил најдиректно се вклучи во операционализација на новите законски решенија. Целта беше, меѓу другото, во тесна соработка со УНХЦР, со ОКСЕ и други организации да се подобрат условите за медицинска и хуманитарна помош на мигрантите. Потоа подигање на степенот на нивна безбедност, намалување на бројот на кривични дела, сообраќајни и железнички несреќи во кои се жртви мигрантите, како и намалување на криумчарењето на мигрантите. А се разбира и во насока на поефикасно рекрутирање на мигрантите, регистрирање на мигрантите кои влегуваат во Република Македонија. Неспорно е дека според анализите овие цели беа исполнети. За подобро и покоординирано справување со масовниот прилив на мигранти беа формирани и повеќе меѓуагенцијски тела, кои без основа на своите законски надлежности ги одредува мерките и активностите за управување со миграцијската криза. А во рамки на нивното функционирање произлегува акцијскиот план за справување со илегални мигранти и план за одговор во случај на масовен прилив
на мигранти. Истовремено беа отворени два привремени транзитни центри. Едниот во Гевгелија, во близина на нашата јужна граница, со капацитет за прифат на 1500 луѓе, а другиот на север во Табановце за прифат на 500 луѓе, кој функционираше како привремен за помош и поддршка на мигрантите кои продолжуваат кон соседната Србија. Тука мора да се споменат и прифатниот центар за странци во Скопје и оние за вратели назад во Дизбегово. Напоредно со ова бевме фокусирани и на зајакнување на капацитетите на граничната полиција, како прв фактор на соочување и исправување со миграцијата, но и на интензивирање на меѓудржавната соработка. Соработката со меѓународните институции, како и на имплементирање на низата заеднички усогласени решенија, како на регионално ниво, така и со земјите од Европската унија. Благодарение на извънредната поддршка и помош на нашите пријатели од Соединетите американски држави, од Меѓународната организација за миграции, од Frontex и други, успеавме значително технички и материјално да го зајакнеме секторот за гранична полиција. Преку интензивната едукација, пак за која, што впрочем најдобро сведочат над 160 обуки само во текот на минатата година, со кои беа опфатени преку 6000 полициски службеници, ние значително го подигнавме нивото и стандардите на работењето на граничната полиција и другите пропратни служби. Секако не може да не се потенцира фактот дека за успешното справување со тие состојби во огромна мера е заслужна интензивираната соработка и на земите во регионот. Особено оние долж мигрантската рута, како и низата конкретни проекти и регулативи предложени од Европската унија и од низа реномирани меѓународни организации. Полицијата на Република Македонија имаше и се уште има конкретна помош од полициските служби од повеќе земји, чии што полициски службеници се присутни на нашата северна и јужна граница. Заедничките гранични контакт центри со нашите соседи, заедничките и координирани операции со Frontex и со Центарот за демократска контрола на вооружените сили, како и Фронтексовата мрежа за анализа на ризикот во Западен Балкан се само дел од конкретните заеднички оперативни ангажмани во справувањето со мигрантската криза и заканите од истата. При тоа, во ниту еден момент не беа заборавени ни оние најранливи категории луѓе меѓу мигрантите, особено децата. Со донесувањето на така наречени стандардни оперативни процедури, бе уредени збирот на постапки, процедури и начини на постапување на надлежните институции со идентификувано, непридружувано дете странец преку сеопфатен период заснуван врз почитувањето на човекови права и насочени кон најдобриот интерес на непридружуваното дете странец. Истовремено инициирано е изработување на стандардни оперативни процедури за постапување со други ранливи категории на мигранти во соработка со УНХЦР. При тоа особено важно беше да се максимализира превентивниот аспект на активностите, пред се заради можноста тие да бидат жртви на трговија со луѓе. За поефикасно справување со големиот прилив на мигранти на територија на Република Македонија, надлежните институции вршат првично профилирање на лицата бегалци, мигранти на самата гранична линија. Истовремено се врши разговор со лицето со цел да се отврли можноста дека одредено лице е потенцијална жртва на трговија со луѓе. Во текот на престојот во прифатните транзитни центри сите лица имаат и постојан контакт со представниците на УНХЦР, UNDP, ИОМ, како и со невладината, млади правници и други невладини организации. Воспоставена е добра соработка со наведените организации и доколку тие оценат дека постојат индици на сомнение за трговија со луѓе, истите се обврзани да ги известат полициските службеници, кои понатаму ги известуваат полициските службеници од секторот за борба против трговија со луѓе во одделот за борба против организираниот криминал. Истата поставка се спроведува и со мигрантите кои што ќе се запегнат на територија на Република Македонија со илегален влез. Ова претходно што го изнесов е дел од низата активности во кои што партиципира Министерството за внатрешни работи. Јасно е дека миграцијата како проблем не е ексклузивен предмет на работа на Министерството за внатрешни работи, туку справување со овој проблем задолжително води
инволвирање и на многу други институции и органи, како државни, така и невладини. Би сакал на крајот од ова моје излагање да констатирам дека ноторен факт, произлезен од праксата, проблемот со миграцијата не може да се гледа изолирано. Високите цидови не го решаваат тој проблем. Минатогодишните случувања покажаа дека доколку нема заеднички синхронизиран пристап, како на оперативно, така и на нормативно ниво, тешкотиите и заканите ги споделуваат како државите поединечно, така и несретните луѓе принудени на миграција. Министерството за внатрешни работи дава силна подршка на сите иницијативи, предлози, проекти кои се во правец како на подобрување на справувањето со миграција, така и во правец на динамизирање на мултилатералната соработка. Длабоко сум убеден дека во тој контекст ОВСЕ може и треба да има исклучително важна улога. Впрочем, во изминативе неколку дена од оваа парламентарна сесија, токму нејзиниот тематски фокус и изнесените гледишта го потврдуваат таквото значење на организацијата. Ви благодарам на вниманието.